најава за денешните настани. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот се надева на поевтина струја за туристичкиот сектор како мерка за помош. Охриѓани со слаб одзив за имунизација против сезонскиот грип. Промовирана виртуелната реконструкција и макета на римската гробница од Видобиште. Борис Џонсон би можел да се врати на премиерската функција само 6 недели од како беше заменет. Со најавените и останатите содржини на дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес студено утро, а во текот на денот времето сончево и топло, со дневни температури кои го забележаа благо опаѓање и измерена максимална дневна температура од 18 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон сабота ведро и свежо. Во сабота во југозападна и западна Европа и локално во централните делови од стариот континент умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во останатите делови од Европа стабилно со локална облачност и релативно топло за овој период од годината. На Балканскиот полуостров во сабота времето сончево, ќе има локална облачност и ќе биде потопло. Во северните предели на полуостровот умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Максималните дневни температури на Балканот од 19 до 24 степени Целзиусови. Во Македонија во сабота свежо утро ќе има благ пораст на утринските температури кои ќе бидат во интервал од 1 до 9 степени Целзиусови. Во текот на денот претежно сончево со локална облачност и топло. Максималните дневни температури во сабота во интервал од 16 до 23 степени Целзиусови. Во Охрид утре свежо утро. Во текот на денот сончево и топло време со слаб ветер. Минималната температура 7, дневната температура утре во Охрид 19 степени. Во следните денови во нашиот град времето ќе биде сончево и многу топло со надпросечни температури за овој период од годината. Ќе достигнат 22, односно 23 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Дисконт Златна капка. Прв избор за сите ваши прослави и семејни веселби. Вршиме дистрибуција на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци по најповолни цени во Струга и Охрид. Од нашата винска карта одберете вино од реномирани странски и домашни компании. Од богатиот асортиман со над 600 производи, покрај алкохолни и безалкохолни пијалоци, можете да се снабдите и со квалитетни чаеви и кафе. Тајната на 5-годишното успешно обстојување е секогаш задоволни клиенти. Дисконт Златна капка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Неизвестна зима ја очекува туристичката индустрија во Македонија. Од научната фела сметаат дека приоритетно да се интервенира во овој сектор. Од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот очекуваат помош, но според реалните потреби. Директорот на агенцијата смета дека сите треба да понесат дел од товарот и да работат поодговорно за надминување на предизвиците. Поевтина електрична енергија за туристичкиот сектор за да може да ја преброди зимската сезона во услови на економска и енергетска криза. Во таа насока се размислувањата во Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во поглед на мерките кои планира да ги предложи до владата за олеснување и помош на туристичката индустрија. Директорот на агенцијата Љупчо Јаневски очекува сетот мерки кои ќе бидат конципирани за брзо време да бидат прифатени и да дадат помош онолку и таму каде што е реално потребна. Треба да дадеме на тие што сакаат да работат. И тие што сакаат да вратат назад во самиот буџет. И 2022 година покажавме дека имаме голема сива зона во туристичката индустрија. Таа не може да помогне на никого. Може само да одмогне или краткорочно на тие што не ги пријавуваа луѓето и кои што директно затајуваат данок, нема да помогнат на туристичката индустрија, односно ќе бидат само нелојална конкуренција. Не дека ние се откажуваме од тие кои што би кажале на некаков начин кубурат и се уште не се вратиле од шокот, да кажеме, од 2020 година од пандемијата, но таа не треба да не биде изговор за можеби нашите недостатоци кои што овие 2 години не успеавме да ги надминеме. Никој нас пандемијата не спречи да имаме можеби туристички инспекции, да имаме туристичка полиција, да имаме подобар закон за туристички индустрии. Некако ги занемаруваме работите кога се во тоа во прашање. А секогаш бараме државата да не прегрне како мајка. А како и враќаме како маќа? Туристичкиот сектор знае што е криза, бидејќи да не заборавиме што направи пандемијата, посочува првиот човек на агенцијата. Сепак очекува веќе во 2023 година да бидат достигнати па и надминати резултатите од 2019-та пред пандемијата, а оваа година секторот да достигне 2,6 милиони ноќебања. Во текот на зимскиот период, Јаневски не очекува драстично затворање на хотелски капацитети, бидејќи тоа негативно ќе се одрази на имиџот на дестинациите, но смета дека цените на аранжманите ќе треба да се коригираат поради зголемените трошоци. Очекувам септември па и дел од октомври, Охридско-Струшката ривиера да имаме поголем број на семинари, но се надевам дека и самите менаџери на хотелите ќе ги менаџираат трошоците и сите заедно ќе искочиме уште попозитивни од оваа криза, барем во искуствена гледна точка. Практиката и во други години било одреден број на капацитети да затворат во текот на зимската сезона. Веќе имам најави бидејќи се вратив од Белград, од конференцијата за мајстри за туризам, кој што традиционално ја организираат. Неколку веќе хотели се закупени во Охрид за новогодишните празници од страна на српски туроператори. Се надевам дека исто така Охрид ќе биде полн за новогодишните празници, но можеби цените ќе треба да се ревидираат, затоа што во нив ќе треба да бидат калкулирани висината на одредени други енергенси. Професорот Науме Мариновски од Факултетот за туризам и угостителство вели дека од сите сектори туризмот и угостителството се најекспонирани во поглед на енергетската криза. Приоритетно е сега да се интервенира во овој сектор, за да можеме да дадеме пас за наредниот период, за идните години, кога предпоставувам дека благосостојба ќе имаме во меѓународните односи. За сега е многу проблематично затоа што имавме криза за криза и тоа практично го уништи целиот овој сектор. Мислам дека мора да се свати тоа многу сериозно, затоа што ако испуштиме шансата да им помогнеме на овие деловни субјекти, дека после тоа многу потешко ќе можеме да се витализираме. Че погубно се разбира не само од гледна точка на тоа што хотелијарите тешко ќе можат да ги рестартираат своите капацитети, туку и затоа што ќе изгубиме туристичката клиентела и максимална ќе имаме отуѓеност на секторот со заинтересираните страни. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот денеска во Струга организираше работилница за активен туризам и влијанието врз локалниот економски развој наменета за чинителите во туристичката индустрија на Охридско-Струшкиот регион во насока на развој на микро и мали бизниси. Станува збор за меѓуграничен проект заедно со туристичката организација на Солун и Грчката комора за туризам.
Слаб е одзивот за имунизација против сезонски грип кај Охриѓани. Граѓаните кои аплицирале за бесплатни вакцини тврдат дека не добиваат пораки за мој термин. Од понеделник во Охрид доаѓа информативниот караван за значењето на имунизацијата организиран од Министерството за здравство, УНИЦЕФ, СЗО и УСАИД. Трет ден тече имунизацијата против сезонски грип. Охриѓани во мал број доаѓаат да примат бесплатни комерцијални вакцини во Центарот за јавно здравје. Од почетокот на имунизацијата до денес само 14 мина се вакцинирале со комерцијална вакцина. Со бесплатни вакцини пак преку мој термин на првиот ден од почетокот на имунизација се вакцинирале 98 мина. Вториот 85 денес има слаб одзив, информира епидемиологот доктор Јованка Стурлакова-Коровешовска. Доктор Стурлакова-Коровешовска напоменува лицата кои аплицирале за бесплатни вакцини, а не добиле термин да ги проверуваат пораките на мобилните телефони, да се јават кај матичните лекари или во Центарот за јавно здравје. Планирано е 160 лица да се вакцинираат преку мој термин, значи со вакцините кои што се секако преку мој термин предвидени. Предвидено е 160 луѓе на ден да се вакцинираат, меѓутоа одзивот е многу слаб, со оглед на тоа што голем број на луѓе не добиле пораки. Барем така, кога се јавам преку телефон да ги повикам, не добиле порака, веројатно е некоја грешка во системот. Заради тоа и апелирам сите оние кои што аплицирале за вакцина против сезонски грип да ги проверат пораките, да видат имаат право во рок од 7 дена од денот на кога добиле термин за вакцинација, во рок од 7 дена да дојдат и да се вакцинираат. Во понеделник во Охрид ќе дојде информативниот караван за имунизација кој го спроведува Министерството за здравство со поддршка од УСАИД, УНИЦЕФ и Светската здравствена организација. Под слоганот "Заштитени заедно, вакцините делуваат", караванот ќе пренесе информации до локалните заедници за сите редовни вакцини за деца, вакцините против сезонски грип и COVID-19. Охриѓани ќе имаат можност да се информираат за придобивките од вакцините, но и да примат вакцини против COVID-19 на плоштадот Крушевска република од 10 до 14 часот, информира доктор Сонја Мариновска, раководител на службата за здравствена заштита на деца и младинци. Службата за имунизација истиот ден од 12:30 до 14:30 часот ќе биде присутна во селото Мишеишта, а во Косел од 15 до 17 часот. Ќе бидат бесплатно вакцинирани граѓаните и ќе се дават информации за важноста на имунизацијата. Вакцината ќе се спроведува со Pfizer вакцина и со Модерна, и тоа ќе можат да се вакцинираат сите граѓани, почнувајќи од 12 годишна возраст па натака со Pfizer, а од 6 годишна возраст и натаму со вакцината на Модерна. Повеќе од 2 века вакцините им помагаат на луѓето да останат здрави, почнувајќи од првата вакцина за заштита од големи сипаници, па се до најновите вакцини што се користат за спречување тешки случаи на COVID-19. Редовните вакцини кои се даваат во текот на детството, вакцини против сезонски грип и најновите против COVID-19 се достапни низ сите здравствени домови и пунктови за вакцинација низ државата. Промовирана виртуелната реконструкција на римската гробница од Видобишта во Охрид. Во дворот на културниот центар Лапидариум во куќата на Робевци беше поставена макетата и објаснет процесот на работа кој траел 3 месеци со цел да се овозможи полесен пристап до ваквиот тип археолошки локалитети. Виртуелната реконструкција и изработена макета на римската гробница од Видобишта се поставени и промовирани во дворот на културниот центар Лапидариум во музејската зграда на куќата на Робевци во Охрид. Проектот е изработен од Сдруженијето за заштита и одржлив развој на животната средина регионален зелен центар Охрид, во соработка со Националната установа Завод за заштита на спомениците и културата и музеј Охрид. 3 месеци континуирано теренско документирање и кабинетска обработка на материјалот беа потребни за добивање на финалниот производ со кој се олеснува пристапот до затворените археолошки локалитети, вели раководителот на проектот археолог Иван Малезанов. Бидејќи тие
археолошки локалитети се да кажам затворени за пошироката јавност и нема пристап до нив. И еден од начините за промоција на истите е преку, да речам, овој метод, односно со дигитализацијата на истите. Римската гробница од Видобишта е втор ваков проект. Предходно во 2021 година беше изработена макета и визуелна реконструкција на античката гробница од македонски тип, откриена на локалитетот Караѓулевци. Но овој пат работата на римската гробница била потешка поради побогатиот археолошки материјал, потенцира Малезанов. Бидејќи првата беше, да кажам, малку поедноставна, односно немаше археолошки наоди и беше, да кажеме, во антиката ограбена таа гробница од македонски тип. Ова римската гробница истражувана во крајот на 70-тите и таму се пронајдени 10 гробови во комората и еден гроб во предкомората и конструкциите, гробните конструкции постојат се уште во гробницата и беше, да кажам, еден предизвик за да се изработи, да се изврши теренското документирање, кој потоа резултираше со кабинетска документација, односно со изработка на финалните продукти. Во оваа успешно завршена поставка беа вклучени десетина лица, финансирана со годишната програма за поддршка на локалниот економски развој и туризмот на општина Охрид за 2022 година. Со проектот за римската гробница од Видобишта се завршуваат затворените целини и објекти непристапни за пошироката јавност. Од регионалниот зелен центар најавуваат во иднина и поинакви методи и користење на дигиталните алатки за промоција на културното наследство. 41 годишно лице со привремен престој во Охрид неовластено користело средства од банкарската картичка на жителка од Англија. Поднесена е кривична пријава против 41 годишно лице со привремен престој во Охрид поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело за тајување, соопштија од СВР Охрид. Лицето на 21 септември годинава неовластено ја употребило банкарската картичка, собственост на 86 годишна жителка на Англија со привремен престој во Охрид, за која се грижел и без нејзино знаење извршил повеќе парични трансакции. Со тоа пријавениот се стекнал со противправна имотна корист од 1.700.000 денари, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Јавното предпријатие Охридски комуналец утре на 22 октомври сабота ќе организира акција за подигнување кабаст отпад, стар мебел, душеци, телевизори, шпорети, теписони и друго во урбана заедница 14 Радојца Новичич. Жителите од оваа урбана заедница ќе имаат можност кабастиот отпад уредно да го депонираат на пристапни локации, најдоцна до 7 часот утре и претходно локацијата да ја пријават на дежурниот телефон 075 495 428, кој функционира секој ден во неделата во периодот 7 до 21 часот. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Русите ги минираа браната и блоковите на хидроцентралата Каховка, а повеќе од 80 места се загрозени, изјави украинскиот председател Володомир Зеленски за време на видеообраќање пред Советот на Европа. Тој кажа дека русите разнеле важна брана на реката Днепар во јужниот регион Херсон, како и блиската хидроцентрала. Станува збор за една од најголемите енергетски постројки која содржи 18 милиони кубни метри вода. Председателот исто така истакна дека доколку руските терористи ја кренат таа брана ќе бидат поплавени повеќе од 80 места, вклучувајќи го и Херсон. Инаку браната и хидроцентралата работеат со намален капацитет бидејќи областа беше окупирана од руските сили уште во март. Украинските сили се наоѓаат на 40 км северно од браната, во изминатите 4 месеци извршија неколку напади на мостот кој е дел од браната за да ја спречат руската војска да го користи. Борис Џонсон би можел да се врати на премиерската функција во Велика Британија само 6 недели од како беше заменет со Лиз Трас. Таа вчера поднесе оставка од како нејзината економска програма ја доведе во прашање финансиската стабилност на земјата. Конзервативната партија која и натаму има значајно мнозинство во парламентот и нема потреба да свикува избори уште 2 години, ќе избере нов лидер на 28 октомври кој ќе биде петти британски премиер за период од 6 години. Изборот најверојатно ќе се сведе на бившиот министер
министер за финансии Риши Сунак и Пени Мордонт, но многумина веруваат во враќањето на Борис Џонсон кој поднесе оставка во јулиот како го напуштија речиси сите министри. Џонсон кој моментално е на одмор на Кариби, официјално не се изјаснил дека планира да влезе во трката за премиер, но вакви најави доаѓаат од некои негови блиски соработници. На кандидатите за премиер им треба поддршка од 100 пратеници и ако само еден го надмине овој праг до 15 часот во понеделник автоматски ќе биде избран. Рускиот председател Владимир Путин и неговиот министер за одбрана посетија воен камп во западниот регион на Рјазан. Целта на посетата, како што пренесуваат руските медиуми, била председателот да се увери дека трупите мобилизирани по негова наредба се подготвуваат за битките во Украина. На Путин и Шојгу во тој воен камп за обука им беше покажана стандардната воена опрема со која располага руската армија, како униформите, заштитните шлемови, заштитните елици и војнички чизми наменети за војниците за зимата. За време на посетата на воениот камп Путин дури зеде пушка и испука неколку истрели. Истото го направи и Шојгу, а според информациите пукале од снајперска пушка Драгунов. Сексуалното насилство врз децата во Британија е епидемија што погодува милиони жртви, а грозоморните и ужасни действија се кријат со децени бидејќи институциите и политичарите имаат приоритет на угледот пред благосостојбата на младите луѓе, тврди новото јавно истражување. Независната студија за сексуална злоупотреба на деца, една од најголемите и најскапите од ваков вид во оваа држава, вели дека станува збор за глобална криза. Предупредува дека децата ќе бидат изложени на ризик доколку не се преземат итни мерки. Истрагата која започна во јули 2014 година по серија шокантни откритија за злоупотреби, некои од нив датираат со децении. Најзначаен од нив бил покојната телевизиска звезда на BBC Джими Савил, за кој по неговата смрт беше окриено дека е меѓу луѓето вклучени во најмногу случаи на сексуална злоупотреба во Британија. Беа објавени 15 истраги и десетици извештаи со детали за ужасните злоупотреби во институциите, вклучително католичката и англиканската црква и центарот на британската политика Вестминистер. Политичарите, црковните водачи и социјалните служби ги игнорираа извештаите за заштита на сторителите и нивниот углед, а полицијата покажа несоодветна почин кон јавните личности, се тврди во студијата. Според бројките од 2019 година имало вкупно 3,1 милиони жртви во Англија и Велс, или околу 7,5% од населението на возраст од 18 до 75 години. Тоа е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Довидување.